Се враќаме назад на отвореното студио на плоштадот Македонија во центарот на Скопје. Ова што се слуша околу нас не е ослободување на Скопје. Ова е новогодишна програма која ќе трае. Се извинуваме за петардите, за бомбите и за разните други запаливи експлозивни средства околу нас. Меѓутоа со мене се двајца искусни глумци кои што вечерва мислам дека се навикнати на сите овие ефекти, саунд ефекти. Игор Стојчевски кој го глуми Тони и прочуениот готвач Марио кој го глуми Васил Зафирчев. Добар вечер, два лика од познатата серија Преспав. Добро вечер, добро ве најдовме. Поздрав до сите гледачи. Добро вечер и од мене поздрав до гледачите. Туку што завршите со снимање на третата сезона од Преспав, тој е единствениот ситком кој што се дава на македонскиот телевизиски етар. Ние сме голема телевизија, даваме и од конкурентски телевизии содржини. Вечера веќе оди новогодишна програма на Преспав. Игор, како помина новогодишната програма на Преспав? Тоа беше напорно, хаотично, но со огромно уживање. Како вистинска нова година, Како значи. вистинска нова година беше навистина. Многу брзо го добивме сценариото, почнавме сите да работиме како што веќе знаеме, уиграна екипа сме. Дојдоа тука како поддршка многу музичари, познати естрадни звезди кои што ќе имате можност да ги проследите како гости во епизодата. Се надевам дека ќе им се допадне на публиката и дека ќе уживаат. И на нашата телевизија ќе има една бурна и музички многу поисполнета новогодишна програма. Марио, што се готви вечерва во Преспав за новогодишната? Само специјалитети. Само новогодишни специјалитети. Ќе биде убаво. Ќе уживаат гледачите во хуморот, сатирата на Преспав. Ќе уживаат во многуте музички гости. Навистина беше за нас интензивно и прилично напорно. Едно сценарио од 80 на страници го снимивме за само 4 интензивни работни дена, но гледачите нека очекуваат убава забава, многу смеење и токму тоа им го посакувам и во годината што предстои. Од она што јас го гледам на Преспав, гледам дека веќе улогите ви легна, ликовите ви се веќе зрели, односите во целата серија се веќе, како да кажам, развиени и така натаму. Што ново не очекува во третава сезона? На каде оди приказната? Ќе има нови инвеститори во Преспав? Игор, ова е директорот на... Се уште би сакал да откривам, значи како ќе се развива ситуацијата во Преспав. Еве една само мал дел ќе откриам, а тоа е дека работите ќе си се вратат на старо, Преспав и фамилијата ќе остане заедно. Тоа е една целина која што е неделива. Се развиваат и љубовни врски во Преспав, колку што разбирам. Ќе гледаме и во таа смисла некакви нови развои или? Тони и Марио се секако во врска. И тоа е веќе јасно. Има тука разни перипетии кои се случуваат околу нивните интереси, цели, но во секој случај ќе биде многу забавно. Имаме нови ликови, нови односи, нови ситуации, но во секој случај ќе има многу смеење. За мене лично третата сезона е воопшто најдобрата сезона која што досега продуцираше Преспав. Што е логично и очекува. Ви благодарам и двајцата за ова гостување. Се надевам дека ќе имате успешна 2019. Благодариме. Ви пожелувам и четврта сезона да стартувате следната година. Благодариме. Благодариме за поканата. Поздрав до сите ваши гледачи и да им ја честитам новата 2019 година. Да имате убави среќни празници, да ширите љубов. Тоа е најважно. Одлично. Тоа е порака од целата екипа на Преспав. Ние само како двајца представници дојдовме вечерва овде. Ви благодарам многу, а вас почитувани гледачи ве поканувам да останете на Еден ТВ, бидејќи ќе следува ексклузивното предновогодишно интервју на македонскиот премиер Зоран Заев со колешката Анета Кочишки во незината емисија Лица.